Здраво ученици! Јас сум Методи Петров, наставник по физичко и здравствено образование од Основното училиште Ванчо Прке во Штип. Денес ќе збориме за најважната споредна работа на светот, а тоа е фудбалот. Фудбалот се игра од две екипи по 11 играчи на терен и 7 во резерва, кои што седат на клуп. Игра се на терен според FIFA правила во должина 100 до 110 метри и во ширина 64 до 75 метри. Се игра два пати по 45 минути. Да се запознаеме и со основните појмови кои што се во една фудбалска игра. Жолт картон, црвен картон, пенал, офсайд, корнер, аут, гол, гол аут, жив зид, слободен удар, автогол, вар, односно гол технологија. 17 правила постојат, а остатокот е импровизација, односно влијание на судијата и неговите помошници. Денешната наша тематска целина е фудбал за 8 оделение со наставна единица усовршување на основни елементи на водење, примање и додавање на топка на различни начини, ситуации и позиции. Целта е секако да вие учениците ги усовршите основните спортски технички елементи, тактички знаења и секако познавања за фудбалот како фудбалска игра. Водењето на топка во методиката на обуката на фудбалската игра секако е еден елемент кој што доаѓа веднаш на почетокот заедно со примањето и додавањето на топки, кои што се тркалаат. Многу е важно да се објасни положбата на телото кога ги работиме овие елементи. Спуштена тежина на телото, благо свиени колена и зглоб на колка, движење на предниот дел на стапалото, главата крената во продолжение на работниот стол и секако поглед насочен на видното поле. Топката може да се води на различни делови на стапалото. Со горниот дел од стапалото рисот, надворешниот дел од стапалото, натрешниот дел од стапалото и долниот дел на стапалото, односно ролот. Да напоменам дека кај секој од овие презентации има линк кој што можете подетално да ги разгледате овие релации на водење на топка. Водењата на топка се делат на праволиниски, криволиниски и специфични. Во праволинискиот дел и криволинискиот можеме слободно да ги работиме со надворешниот дел на стапалото, со внатрешниот дел на стапалото, со горниот дел, односно рисот на стапалото. Додека специфичните водења на топка можеме да ги работиме ролањето и секако жонглирањето. Па да погледнеме малку од делот на изведба со овие видео презентации.
Во методолошкиот пристап на работа мораме да ги спазиме и следните елементи на јас како наставник во начинот на изведување на следните. Тоа е објаснување, демонстрација, имитација, водење на топка праволиниско, водење на топка криволиниско, водење на топка комбинирано и секако поврзување на елементите од претходните спомнати содржини. Следниот елемент кој што го анализираме во нашата денешна презентација е примањето на топка. Значи има различни начини на примање на топка со внатрешниот дел на стапалото, со надворешниот дел на стапалото и примање на топка со гради. Значи, ви напоменувам дека имаме корисни линкови веднаш под презентирањето на овие елементи за ваша добра обука. Додавање на топка, значи два вида на додавање на топка, додавање со внатрешниот дел на стапалото и секако додавање на топка со надворешниот дел на стапалото. Примањето и додавањето на топката за учениците во оваа старосна возраст представуваат тежок технички елемент, затоа што некои од учениците на оваа возраст не можат да ја оценат брзината на движењето на топката. Во обуката секогаш треба да се почне работата со примање на топки кои се тркалаат. Примањата на топката се засновани на принципите на амортизација. Примањата се делат според траекторијата на движење. Примање на топки што се тркалаат со внатрешна, надворешна и со ѓон. Примање на топки одбиени од земја со ѓон, со внатрешна, со надворешна страна на стапалото, со подколеницата и со стомакот. Примање на полувисоки топки, хоризонтален и благо параболичен лед со внатрешниот и надворешниот дел на стапалото, со надколеницата и со рисот на стапалото. Примање на високи топки со гради, надколеница и разни делови на стапалото, поврзано со комбинација со примање на топката на подлогата. Додавањето, односно удар со внатрешната страна на стапалото, е обработено од техника на основни удари и затоа нема потреба посебно да се елаборираат кај примањето на топката. Да напомнам дека методиката на работа е иста како и кај методика на работа при водењето на топка. Значи, објаснување, опис и примена со знаењата на елементот, демонстрација, имитација, односно вежби на движењето без топка, поединечна работа, работа во парови, поврзување на примање на водење и додавање на топка. И последниот дел од оваа релација е подготовка за шут. Да напомнам неколку совети од аспект на начинот на примањето и на додавањето на топките. Прво, да додаваш и да ја примаш топката, дали тоа е игра со еден или два допира. Да бидеш спремен секогаш да ја примаш и во секое време да ја додадеш топката. Додаваш топка на играч секако кој е во најдобра позиција.
кратки и брзи додавања, многу се битни за успешно завршување на акцијата. Сочуваја топката во твој посет. Води ја топката според твојата страна, значи, оние кои што се лева, секако на лева страна. Оние кои што се десна, секако да ја водат на својата јака страна. И секако мора бргу да одлучуваш. Почитувани ученици, ве молам одговорете на следните прашања. Набројте и објасните ги начините на водењето на топка. Набројте и објасните ги начините на додавање на топка. Набројте и објасните ги начините на примање на топка. Една напомена и ве молам одговорите на прашањата, доставете ги на емейл metodi.petrov0102 gmail.com. Ви благодарам.